Јавна соба, слика и прилика на општество кое тоне во неморал. Малолетничка порнографија се шири на социјалните мрежи, што ќе покаже истрагата на МВР и јавното обвинителство. Каде да се бара вината? Пропуст во воспитувањето дома, во училиштата, во институциите или секаде? Како дозволивме улицата да ни ги земе децата? Во 24 отворено на оваа тема вечерва дебатираме со Драги Змијанац од Меѓаши. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Калија Димитрова од невладината организација Медуза. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Билјана Николовска, психолог од Основното училиште Ѓорѓија Пулевски. Добра вечер и за вас. И аналитичарот, поранешен началник Љубомир Ѓурчевски, со кого повеќе ќе разговараме за овие криминалистички елементи на целата оваа приказна. Тука во студиото се ученици од неколку училишта, средни училишта во Скопје, кои што исто така имаат што да кажат. Јас на почеток би почнал со вас. Можеби би замалил микрофонот да дојде кај некој кај... Да, не е проблем било каде. Како го доживевте ова што се случи со обелоденувањето на оваа група, која што подоцна прерасна во еден своевиден скандал, а таа постоела толку многу време? И прво представете се да му. И јас сум трета година средно во Јахја Кемал и сакам да кажам дека ја не го доживувам ова како големо изненадување, само беше со тек на време кога ќе се фати ова. Ова во Македонија можеби сега ќе се дознае дека не е меѓу првите, туку една од сегашните најголеми. И мислам дека ова беше голем поттик на свест за како сите можеме да се справиме и како треба, мислам општо да се справиме со сето ова. Справувањето допрва треба да почне. Очигледно така, проблемот е многу длабок и голем. Јас би ги замолил и дел од колешките твои да се вклучат. Како вие го доживеавте лично ова што се случува? Дали има и примери на ваши соученици што можеби на било каков начин се тука инволвирани и сега се всушност жртви на целиот овој процес? Лично јас не имам ни познаници, ниту пак познавам лично некои личности што се справиле со сето ова, но знам дека моите соученици и многу други луѓе се жртви на ова директно или индиректно познаваат некој што е. Мислам, ако може да го познам микрофонот, ако може да се... Повелете. Најпрво би сакала да посакам добра вечер. Јас сум Ангела Петровска и сум 4-та година во Васил Антевски Дрен. Лично овој проблем кој што го доживеавме, според мен е уште еден доказ дека ги губиме вистинските вредности, традиционалните морални норми врз кои што треба да се гради едно општество. Како личности сметам дека колку повеќе се занимаваме со вакви работи, толку повеќе општеството тоне и ние ги губиме правите вредности. Од аспект и од машкиот аспект, односно учесниците и членовите кои што биле во таа група, и од феминистички аспект од страна на девојките кои што се загрозени во овој случај, сметам дека од двете страни имаме поразени личности кои што ќе не може да проложат во општеството бидејќи немаат своји норми, животот си го темелат врз некои други работи, а исто така имаме и жртви. По мене ова е многу голем проблем за општеството. Да, со последиците од овој проблем допрва ќе се занимаваме и во текот на емисијата секако ќе разговараме за тоа. Сега најпрво да ја вклучам и колешката Мери Јордановска од порталот А1 која што практично го откри овој проблем, односно пишуваше за ова што се случува со групата и во групата. Мери, добра вечер и за тебе. Добра вечер и поздрав до гостите. Сакам да те прашам на почеток, денеска се случи нешто невообичаено, сите твои социјални профили беа избришани од страна на социјалните мрежи. Зошто? Јас се уште не знам зошто, добив такво известување од страна на Facebook и од страна на Instagram дека моите профили повеќе не постојат. Причината беше наведена како најверојатно ширење на порнографски содржини.
Ова предпоставувам, бидејќи немаше некое конкретно објаснување, станува збор за принтскриновите од групата на Телеграм кои што ги разменував со колегите пред да бидат истите едитирани и замаглени, нели ликовите на девојките и на имињата и презимињата кои што се наоѓаат на тие принтскринови, и тие беа разменувани преку инбокс на Facebook. Facebook најверојатно според стандардите на Facebook тоа се смета како размена на порнографска содржина, па и од тие причини беше избришан мојот профил, и покрај тоа што се пожалив на тоа, не беше одобрено моето барање да ми се врати профилот. Образложив дека станува збор за работење на истражувачка сторија, дека станува збор за материјали кои што понатаму се обработуваат и не се објавуваат јавно. Меѓутоа, ете, се случи тоа што се случи, а од друга страна, за да биде нели иронијата поголема, групата на Телеграм каде што се споделуваат оригиналните порнографски содржини, такви какви што се, значи без да бидат едитирани, без скриени ликови на девојките, напротив со објавени имиња и презимиња, се уште функционира и се уште членовите ги споделуваат тие фотографии и видеа, така што ете, од една страна се работи за заштита или на приватноста на една социјална мрежа, од друга страна друга апликација дозволува такви работи, што нели е малку симптоматично. Мире, ти разговараше со еден од креаторите на групата на Телеграм, кој што практично објаснуваше дека групата била создадена за друга намена. Какво е поточно ова објаснување? Како тоа успеало таа една намена да се пренасочи кон нешто сосема друго и практично да оди кон порнографија, па дури и подведување? Така, јас пред да почнам да ја работам сторијата и не бев многу запознаена како функционира оваа апликација, меѓутоа денеска следејќи ги членовите на групата, сатив дека и такво нешто е можно, точно она како што го кажа креаторот. Односно, тој тврди дека првично групата ја создал за да се споделуваат смешни видеа и забавни содржини, меѓутоа еден администратор, повеќе администратори биле, еден додавал едни членови, друг додавал други членови, веќе тоа за неколку дена постигнала 1000 членови, а потоа и 5000. И веќе секој споделувал кој што стигне, меѓу другото и порнографски содржини. Сега, она што го тврди администраторот е дека колку и да се обидувал да ја избрише таа група, тоа било невозможно, бидејќи кај него, тоа и лично го видов на неговиот мобилен телефон, кај него покажува дека е избришена, меѓутоа членовите и понатаму продолжуваат да ги постираат и содржини. Сега тука се отвараат и други прашања, зашто тоа веднаш не било пријавено, зашто предходно не имало обиди да се избрише таа група, зашто не го избришал веднаш својот Телеграм акаунт и така натаму, значи тоа се работи кои што треба да ги утврдат понатаму истражните органи. Меѓутоа, она што го забележав денеска, следејќи ги го разговорот меѓу членовите на групата, каде што веќе владе известна паника дека се отвара истраги, дека е можно да бидат лоцирани, е да се префрлат во друга група. Кога се обидов да ја отворам таа група, видов дека станува збор за група каде што луѓе препродаваат работи. Мисла, буквално препродаваат се од гуми за автомобили до работи за домаќинство и слично. И сега дел од нив веќе се префрлуваат таму и продолжуваат да ги споделуваат овие содржини. Што само укажува на тоа дека е многу лесно работите да излезат од контрола, односно од една група веќе да се префрлат во друга и таму таа да продолжи да функционира, без разлика за која намена првично била создадена. И затоа постојат администратурите кои што Те збунува ли дрскоста на луѓето кои што се наоѓаат во групата, кои што сега практично сите тие можат да бидат доведени во еден проблем со законот, а тие наместо тоа сакаат да формираат нова група и не се откажуваат од својата првична цел. Мислам, мене тоа и како човек и како новинар наистина ме збунува. Не само што ме збунува, мене тоа ме шокира, ме прави многу тажна. Јас сериозно се замислив во какво општество живееме и колку тоа што реално ни се случува пред очи е во најмала рака кажано болно, бидејќи гледам дека тие луѓе и покрај укажувањата на некои членови кои што сега се развива свеста дека ова што се прави е
комплетно неетички, најблаго кажано, тие сепак инсистираат упорно на тоа и тука не гледаат буквално ништо спорно, дека на тие девојки кои што ги постираат гледаат како на објекти, некако на живи суштества. И фразите и речникот кој што се употребува постојано во тие групи се како да се работи за дури ни за растенија, значи како буквално за објекти. Не се почитува приватност никаква, се споделуваат телефонски броеви, се дебатира за нив само врз основа на физичкото, значи воопшто ни оддава слика на едно комплетно изместено општество во кое што живееме. Уште едно прашање, колку време постоела оваа група? Според моите информации, јас првично слушнав човек кој што ми кажа, ја видов една твоја познаничка во група на Телеграм, низини фотографии. Тука не обрнав многу внимание, бидејќи не сметав дека тоа е нешто точно и релевантно. И тоа беше пред околу 1 месец. Меѓутоа, сега според она што веќе почнуваат да го зборуваат членовите, групата првично постоела на друга онлайн платформа уште од септември минатата година, и тоа било околу 2 месеци, потоа се префрлила на Телеграм, а сега веќе членовите преминуваат на сосема друга апликација Дискорд, која што ја користат најчесто геймери, односно луѓе кои што се занимаваат со онлайн игри и слично. Така што очигледно секогаш постои некој таков начин за да се второто прашање што ми се наметнува тука е што правеле репресивните органи, што правела полицијата во сите овие 6 месеци, ако никој не успел да примети една ваква група, но секако одговорот на тоа прашање ќе следи во текот на дебатата. Јорданска, ти благодарам што се вклучи во 24 отворено. Ние ќе продолжиме тука заедно со средношколците и со нашите дебатери во студиото. Благодарам за поканата. Ѓурчевски, ќе ве прашам јас, што правела полицијата? Па не само полицијата, што правеле институциите задолжени за откривање, докажување и прогон на криминалот воопшто. Генерално, тука сметам и на обвинителството како најнадлежен орган, како и на сите други останати институции, пред се, значи, во рамките на Министерството за труд и социјална политика, имајќи ги во предвид одредбите од Законот за малолетничка правда, нели, а со цел да се заштитат малолетниците и децата од овој вид на криминал, кој што според она што беше кажано и според оние информации кои што веќе сега полека се прибираат, се доваѓа до еден податок дека оваа група во еден подолг временски период активно работела на социјалните мрежи. Овде интересно беше напоменато и она што самата новинарка и вие го поставивте како прашање. Тоа е дрскоста на сите овие администратори кои што раководат, односно кои што го создале овој профил, која што мене од криминолошки аспект ме поврзува да се навратам на она како во криминологијата ги дефинираме организираните групи, организираните криминални групи, па кога ги опишуваме нив, за ними знаеме да кажеме дека тие се насилни, дека тие се дрски, премногу коруптивни, хиерархиски. Дали е според вас ова организирана група или ова е група која што спонтано се организирала? Од оваа група која што спонтано се создала, најголемиот профит на крај ќе го извлечат организираните криминални групи. Зошто ова го викам организираните криминални групи, кои што од оваа група ќе регрутираат, било да се тоа девојки за трговија со луѓе, за забава, во делот на криминалот, во делот на трговијата со дрогата и така натака, затоа што овде една од девојките многу на почетокот спомна дека станува збор за жртви, односно уништени млади лица. Значи и на психолошки, и на социјален план, и на кој друг сакате план, дека станува збор за еден многу поозбилен феномен, на кој што феномен ниту полицијата, ниту другите органи за прогон, за откривање и докажување на криминалот не му посветиле соодветно внимание во еден подолг временски период, што само по себе можеме да констатираме дека имаме големо затајување во делот на работата на овие институции.
Добро. Друг аспект, За сега, друг аспект само кој што Ајде, сакам да го кратко. спомнам, значи овде станува збор за едно друго кривично дело кое што денеска не го посочија, него се повика на едно друго. Јас викам дека изнесувањето на лични и семејни податоци е кривично дело од главата 8 во членот 174, каде што значи секое изнесување на било какви податоци представуваат кривично дело кое што се гони по службена должност, за разлика од некои одредби во членот 193 каде што гонењето се преземат по предлог, односно по пријава од оштета. Благодарам. Николовска, работите во училиште практично со деца на таа возраст од основно училиште, значи до 15 годишна возраст. Каде затајува системот во училиштата? Сегда. Значи, во едно вакво морално девастирано општество не може институцијата да функционира, тоа е се поврзано. Например, еве, јас не сум знаела за вакво нешто, дознав од медиумите. Меѓутоа, дали тоа се вика јавна соба, дали, како што спомна девојчињата, сигурно имало и претходно некои такви групи, ќе има нови групи. Дали тоа ќе се вика насилство на трибини, дали ќе се вика насилство во автобуси или... Значи, секаде каде што нашите деца се жртви, тоа е се последица од нас возрастните. И тоа е огромен проблем што не можеме благовремено да реагираме. Меѓутоа, реакцијата еве на конкретниот случај секогаш ќе следи, да речеме, со санкции, откако веќе ќе се појават жртви. Значи, ние што треба? Треба да ги јакнеме децата, да децата направат дистинкција, што е интимност, што е негово право, почитување на своето тело, почитување на својата личност, да бидат задоволни од себе. Од мала возраст да ги учиме да градат позитивна слика за себе, да ја градат самодовербата, за да можат да проценат кому да му дадат доверба. Значи, овдека станува збор, јас како што разбрав, злоупотреба на дечковци од девојки што им пратиле слики. Некој дури пратиле и без не на дечко, него поотворено, да речеме. И тоа е прашање што треба да се разгледува. Значи, сметам дека постојано зборуваме дека системски треба да ги решаваме работите, ние немаме ништо од систем во било што. Јас, бидејќи сум во образование, веќе тргнам од образование. Погледнете, ние зборуваме од распадот на Југославија за реформи. И правиме нон-стоп реформи, ние имаме само зголемени програми и оптоварување на децата. Им ги зголемуваме часовите. И што правиме? Само додаваме нешто ново. Децата веќе се безидејни. Не безцелни, не знаат ни, апатичност се појавува. Добро, еве нешто конкретно да ве прашам. Да. Сега, после ова што се случи, ќе отворите ли во вашето училиште разговор со децата на оваа тема? Вие сте психолог. Значи, јас и сум разговарала веќе, бидејќи има тој сайбербулинг, станува се по интензивен и сме имале вакви случаи, меѓутоа на некој по-индивидуално или по-тесно ниво, да речеме, меѓу неколку ученика и сето тоа. Значи, децава... Може би по-систематски да се направат специјални часови за ова, да им се објасни што се случува, дека треба да се внимава и така. Јас лично не верувам во тоа, секако ќе се направи. Меѓутоа, тоа е само гасење, нели, на некој пожар во моментот. Нема да биде системско решение, туку ќе биде ад хок сега во моментов. Може после да конвертира овој проблем во некој друг вид на проблем. Значи, ние треба потрајно да го решаваме и заеднички да го решаваме. Ние возрастните сме одговорни за децата. А во овој случај, како што кажа една од ученичките, тука се жртви и момчињата кои што споделуваат. Замислете која е таа идеја да споделувам добиена фотографија. Немање емпатија, тоа сме го создале ние. Дали е преку некомпетентно родителство, дали е преку образование, дали преку некои други институции, не е важно. Медиумите, реалитијата, кои што се полупорнографски, значи сето тоа ние им го нудиме како модели на децата. Не казнивоста. Ние немаме казнивост. Зошто некој би се тресал дали е од една група ќе преде во друга група, кога немаме на ниедно ниво казнивост? Благодарам за сега. Димитрова,
очигледно тука се станува збор за жртви во овој случај, кои што деновиве пак се предмети на една двојна виктимизација, ако може така да кажам, бидејќи на социјалните мрежи се поставуваат прашања од типот па што они праќале фотографии. Мислам, како гледате на таа работа? Каде се лоцира овој проблем во кој што општеството не може да ја препознае вистинската жртва во случајот? Вака, би сакала да кажам дека ова воопшто не ме изненадува. Мислам, не ме изненадува тој феномен. Воопшто не ме изненадува што социјалните мрежи беа преплавени со осуда на девојките и на девојчињата. И до некаде тоа се случува и вечерва. Значи, имаме ситуација каде што 7.000 и над 7.000 луѓе, преска на топ тема нека друга бројка беше изнесена, дека во некој момент 13.000 луѓе биле од таа група, ги ставаме на исто рамниште со девојки чии слики биле злоупотребени. Значи, тоа не сме да се случува. Тоа се девојки чии избори ние не сме тука да ги морализираме. Мислам дека со самото тоа што почнуваме со тоа зашто девојките така се сликале, како девојките така се сликале, на кому му ги праќале тие слики, зашто ги праќале тие слики, фокусот ги ставаме на девојките и едноставно као ова ако е поентата, ние ова го правиме околу поентата. Имаме луѓе што без согласност филтрираат слики со илјадници други луѓе, а ние се фокусираме на личните интимните избори на одредена група на луѓе во оваа ситуација. Ова е случај на родово базирано насилство и вознемирување. Мислам дека и тоа малку се избегнува да се дефинира, бидејќи е многу важно во овој контекст. И исто така според мене е многу важно да се нагласи дека членовите на таа група имаат една типична предаторска природа. Значи тие луѓе не се таму затоа што сакаат да гледаат експлицитни фотографии, видеа од млади девојки и девојчиња. Зашто тоа они може да го прават на милиарда порно сајтови. Они се таму затоа што знаат дека тие слики без дозвола се во таа група. Така што јас тука го гледам некако центарот на проблемот, на тоа што, како што каже и Мери кога се вклучи, едноставно на женските тела, на женската да кажеме на женските избори кои што според мене навистина не треба да бидат тема на дискусија, се морализира, се користат во оваа група за да се коментираат на еден најдеградирачки одвратен начин, се третираат како објекти, како предмети, како не знам, стварно не можам да навлагам во ова бидејќи ми е станувам емотивна, но сметам дека не сме да се дозволиме. Која е целта? Јавно да ги изложат на подсмет или да направат од тоа некаков друг тип на криминал во општеството? Јас мислам дека за мене некако најсимволично тоа беше кажано во тоа краткиот опис на групата, група за зезање и дружење. Баш тоа. И мислам дека тука е коренот на проблемот. Тука се сложувам со професор. Зборови да кажеме дека тоа е криминална група и таа треба на тој начин да се третира. Искрено мислам дека тоа е веќе многу проблематично. Сметам дека мора да некој да сноси одговорност, особено после, мислам од кога знаеме во каков размер е таа група. Сега више тука можеме да навлегуваме во тоа дека некои членови можеби биле додадени од некој друг човек, тие можеби не сакале да бидат дел од групата, мислам тоа прекомплицирано кога станува збор, особено за оваа група бидејќи е на Телеграм. Меѓутоа, главниот администратор на таа страна и другите подадминистратори кои што имале конкретни ингеренции во таа група, кои што наводно нели ја почнале за општа забава и потоа се тоа прешло во нели семи порнографска група, но не го пријавиле тоа. Мислам дека мора да сносат одговорност, но дека целата група би ја третирала како криминално, искрено немам ингеренции тоа да го кажувам. Тоа што само сакам да го напоменам е дека се додека се фокусираме на жртвите, односно ги морализираме нивните избори, ја избегнуваме поентата, тоа е дека едноставно имаме проблем на родово базирано насилство во општеството и тоа дефинитивно се гледа и онлайн, особено бидејќи станува збор за помлада популација, голем дел од тој тип на насилство се случува онлайн. Змјанац? Најдобро е кога ќе можеме да ги дефинираме јасно состојбите, за да ни со дефинирање состојбите има шанси да почнеме да ги решаваме. Најпрво морам да кажам дека во петокот се јавивме до секторот за компјутерски криминал, дигитална форензика, да го пријавиме сајтот на дојава од професорка.
платформата Telegram, а денеска го сторив истото, бидејќи тие веќе мигрираат во ХМ, да посветат внимание МВР и овој сектор за компјутерски криминал. Тоа е едниот момент. Од аспект на превенција, она што морам да кажам, точно е дека е сајбер насилство и родово базирано насилство, но исто така е исто точно дека многу малку се говори во воспитно-образовниот процес околу превенција за заштита на лични податоци од сајбер насилство, злоупотреба на приватни фотографии, дисеминација и дистрибуција, која исто така кривично може да се гони. И исто така недостига сексуално образование во согласно со возраста на детето, за да можат децата да евентуално превенираат и можни нивни компрометирачки фотографии да се најдат на Инстаграм или пак на Фејсбук. Оно што е проблематично е тие предаторите за кои говорите, веројатно тоа е и можна потенцијална педофилска мрежа кој треба да ги гони полицијата, затоа што девојчињата во секој случај се жртви и со нив треба соодветно да се постапува, затоа што таму имало и лажни профили порнографски со идентитет на девојчиња, со цел да ги компрометираат, а тоа значи можна уцена и злоупотреба и ставање во канџите на педофилски мрежи и евентуално трговија со нив, уцена, закана. А исто така имало и реални фотографии. Сега тие реални фотографии се објавувале меѓу приватна комуникација со своите другарчиња, можеби и дечковци, но она што е многу важно во превенцијата и заштита на децата и личните податоци, односно во сајбербулингот, е децата треба да кога отварат Инстаграм, бидејќи Инстаграм очигледно најмногу го користат помладите, треба да ги заштитат профилите и треба да внимаваат какви содржини споделуваат. Тоа не значи дека целата вина ја насочуваме кон децата, но ако децата се самосвесни и доволно едуцирани, ќе имаат и контролни механизми за саморегулација околу нивното користење на интернет. Бидејќи една фотографија отиде во мрежата, таа нема можност веќе да некој ја сопре. Таа е отидена. И виктимизирањето и стигмата која девојчето ќе ја добие во јавниот свет, не може не може никој да ја помогне, дури ни со санкции од страна на МВР и одделението за компјутерски криминал. Морам да кажам дека на граница беше, и мислам дека коректно новинарите известуваа кога сака да го актуализираат проблемот. Ние со новинарите го изработивме кодексот како се известува и кога се објавува во медиумот кога детето е жртва или сторител на ваков тип на компрометирање во јавност. И од тој аспект е во ред и новинарите на одреден начин одговорија на висина на задачите. Оно што ме загрижува е тој што се случило на Мериеве. Денеска ме побара за пријател и бев изненаден зошто. И сега дознав. И навистина новинарите мора да влезат во едно истражувачко новинарство и тоа не треба да им го ограничи ниту еден интернет провайдер, ниту пак ни една платформа, затоа што тоа е нивна задача проблем кој што само да докажам, извинете, нивна задача е да го откријат, бидејќи тие се сојузници, партнери на граѓански сектори, на родителите и на полицијата. Така да апелирам, ако може новинарите, сите кои имаат капацитет и можност и знаење, да влезат во истражувачко новинарство за да се стави под контрола оваа група. Сега овде тука зборуваме за редица на кривични дела кои што можат да излезат од целиот овој настан, како што спомна и Змијанац. Сепак имаме чувство дека институциите преблаго реагираат, дури и со изјави кои што се сосема спротивни. Министерот кажува едно, заменикот министер кажува друго. Точно не знаеме што се случува, веројатно некои од тие од групата се повикани на разговор, но сепак имате ли чувство дека недостасува една одлучна акција против ова зло што сега се случува? Видете, генерално станува збор значи за 1 до 2 кривични дела кои што во моментов се инкриминирани во кривичниот закон, односно инкорпорирани. Тоа се кривичното дело од членот 174 и кривичното дело од членот 193. Генерално, јас морам да се вратам на она што криминалистиката како наука и криминологијата цело време го кажуваме, го зборуваме 30 години во овој период на реформи.
Господа, ние напуштивме еден систем на кривично правно нормирање на работите, во кој што на прво место ни беше виктимологијата, односно заштитата на жртвите од сторителите на кривичните дела. 30 години наназад ние и медиуми, и невладин сектор, и институции и така натака, сите зборуваме за правата на сторителите на кривичните дела, па во какви услови се водела постапката, во какви услови биле повикани и задржани во полиција, дали им било обезбедено ова, она, све што. Господа, јас генерално, значи ги почитувам сите човекови права на сторителот на кривичното дело кои што му следуваат согласно ЗКП. Почнувајќи, значи, од повикување во полициска станица до распит, до изведување пред обвинител, пред суд и така натака. Значи и правото на одбрана и се. Но пред него секогаш ја ставам жртвата на криминалот. Ако ние како држава така ги поставиме работите, ние, верувајте ми, ова за што сега ние сите овде дебатираме и зборуваме нема да биде регулирано во два члена во кривичниот закон со 5 става. Односно во едниот се 4 става, во другиот се 3 става, во 7 става. Сето ова што ние сакаме да го кажеме, што е неможно. И на друга страна да е трагедијата најголема санкцијата со која што се заканува државата према сторителите на овој вид на кривични дела. Значи зборуваме за подведување, за злоупотреба на децата во делот на прикажување на порнографија и така натака. Значи максималната казна е до година дена. Значи од парична до година, тоа е катастрофално лоша состојба, значи каде што треба законодавната власт, почнувајќи и тргнувајќи од начелото на превенција, значи мора ова сето да го изрегулират, да му посветит доволно внимание, каде што ќе побарат соодветни мислења и од образовниот систем и од сите надлежни институции кои што работат на оваа проблематика, се со цел да постигнеме поголема превенција и поголема заштита на децата во делот на нивната злоупотреба, односно да не бидат жртви на криминалните групи. Кога ова го зборувам, значи како да ги заштитиме, верувајте ми, јас тргнувам секогаш од она начело дека полицијата години наназад и се одзедоа многу надлежности кои што согласно новиот закон од 2012 новиот закон за кривична постапка прејдоа истрагата во целост прејде кај обвинителите, кај полицијата остана само она што е превземање на действија по допрен глас или по пријава од граѓанин, ова што е направено од страна на Медјаши, со поднесување на пријава, се со цел да се иницират некаква постапка, за да се отпочнат да се собираат основани сомненија, значи се уште зборуваме за основани сомненија и тука завршуваат работата на полицијата затоа што се понатака е во надлежност јавно обвинителство. Јавното обвинителство. И во време кога ние имаме дерогирани институции, значи зборувам дерогирани институции, прво на оној кој што согласно закон е најповикан да го гони криминалот. Тоа е јавниот обвинител, господа. Така е. Секако после И не мора да добие јавниот обвинител пријава, може и по допрен глас да реагира. По допрен глас. Дури јавниот обвинител каде што имаме кривични дела кои што се превземаат и кои што се гонат по службена должност, е должен да ги проследи овие провајдери, администратори, не знам, социјалните мрежи и така натака, се со цел кога викаме дека некои од политичките партии од политиката денеска ни се само секунда, ве молам. Значи, викаме сакаат пречутно да го вратат онај фамозен член 133 за кој што 80-тите години водевне крвави дебати околу негово укинување, вербалниот деликт, значи некој сака да го врати тој вербален деликт во делот на вредата и посочување преку социјални мрежи на политичарите, а при тоа не води сметка како да ги заштити децата, пред се децата, викам прво децата, па потоа малолетниците, па помладите. Може ли нефункционалноста на системот да биде проблем? Јас прочитав некаде дека и политичари и бизнисмени поранешни биле вклучени во групата и тогаш имаме ние пречка да институциите бидат во функција на заштита на правата на децата? Во начело, немате организиран криминал без учество на власта. Значи да не се лажиме, ако сакаме точно да зборуваме. Освен ако намерно влегле за да ги гонат. Точно пазите, уфрлањето, тоа андеркаверите, уфрлањето на служби внатре во групи со цел да се извлечат податоци за откривање и докажување на кривични дела е сосема друга работа за која што обвинителот во најмала рака треба да излезе и да каже
дека за интерес на истрагата се преземаат одредени действија. Но пазете, проблем е што ние овде 5 дена дебатираат по медиумите, значи силна дебата по медиумите, имаме званични пријави од институции и од невладин сектор и од сите до Министерството за внатрешни работи, а никој не излегува со званична информација, со тоа што денеска имаме една состојба која што јас пред некој ден ја коментирав на Алфа телевизија, каде што заменскиот министер и министерот за внатрешни работи во време кога се поставени за да спроведат избори, значи тие имаат надлежности само во делот на изборите, се расправаат околу врзани потписи за превземање на професионални действија од страна на полицијата. Пазете, сега полицајецот ќе чекат наредбата да ја подпишат двајцата за да излезат на лице место. Мислам, тоа се абсурди. Змјана, кога рековте некаде прочитав дека политичари, можно ли политичари, и бизнисмени, полициски структури да стојат за ваков тип? Мислам, таквата импликација е сериозна, ако била но со намера да ја следат групата, значи ќе имаме податок. имаме резултати. Ќе имаме резултати затоа што обвинителството ќе било информирано од службата. Не може полицијата да преземи примена на посебни истражни мерки затоа што тоа припаѓа во тој дел од постапките, примена на посебните истражни мерки, да преземи нешто без знаење на јавниот обвинител. Да не се лажеме, полицијата тоа не може сама за себе да го спроведи. Јас разбирам да полицијата години наназад ја следела оваа група, прибирала информации, го известила јавниот обвинител, превзела и викаме, но должни се да излезат и да кажат, господа, заради интерес на истрагата, заради доваѓање до сторителите на кривичното дело, затоа што таму имам сплет на кривични дела. Заштита на децата жртви. Само внимавајте вие, во вакви случаи девојчиња може живо да се одземат. Значи ова се многу проблематични девојчината тоа и на го посочи. 12-13 годишни девојчиња каде што нивни фотографии компрометирачки се објавуваат во социјални мрежи кои не може никој веќе да ги контролира. Еднаш поминати тие веќе се трајно во запис градени во на интернет мрежата. И вие се има тука многу прашања како се постапува со децата, не само колку се едуцирани, колку знаат како да се самозаштитат, него и како веќе кога се случило ова да се постапи со нив, за да нема двојна виктимизација и стигматизација од страна на општеството. Општеството сега треба да биде уште помобилно, а со одложувањето на истрагата ние само ја пролонгираме нивната голгота. Добро. Димитрова, да ве вклучам вас. Неказнивоста е еден голем проблем на сето ова што се случува. Имаше еден случај пред неколку години во Штип, каде што беа луѓе осудени за педофилија. После тоа Врховниот суд ги ослободи, иако има и првостепена и второстепена Токму во Штип. Токму во Штип. Повели, извини. Ништо. Само сакам да напоменам во контекст на ова што го зборуваме, сваќам дека веројатно овој случај добина многу медиумско внимание, па веројатно и институционално, пошто во голем дел се работи за малолетнички. Меѓутоа ова е проблем, мислам дека треба и тоа да се напомене, кој што ги засега сите девојки и жени, бидејќи во таа група има фотографии и лични податоци и од девојки кои се полнолетни, кои што се еднакво нели изложени на опасностите од бидување во таа група. И тоа би сакала да го поврзам со тоа што и професорката да го зборуваше. Мислам дека треба некако веројатно повеќе на тоа да се фокусираме. Односно, може оваа група некако да се затвори, може одредени лица да сносат одговорност и како што кажав, мислам дека тоа мора да се случи. Меѓутоа за еден месец ќе се случи нова ваква група, за еден месец ќе се случи нова ваква група и нова. Во моментов веројатно има 20 вакви групи. Значи мора да се работи на превенција. И под превенција не подразбирам да им кажуваме на децата дека треба да се угледуваат на традиционални семејни вредности и слично, бидејќи не сите се водиме по тие начела во општеството. Под превенција подразбирам дека треба да им се дадат алатки на младите, бидејќи нормално е ти на 12 и 13 години да се интересираш за сексуалност, да истражуваш и слично. Сите сме го правеле тоа, да не се правиме се, мислам, смешна ми е дебатава што се води дека новите генерации се корумпирани и слично. Туку да им се даде алатки за како што кажа професорката, да се запознаат себе си, да се сакаат себе си, да бидат задоволни, самоуверени и едноставно да им се дадат алатки за како да бидат емпатични и солидарни со другиот, бидејќи јас сметам дека тоа му фали на ова општество, бидејќи еден другар кој што според мене тоа се нетрадиционални, се извинувам, но да речеме тоа е моралното нешто да се направи, доколку ти имаш девојка од која што си имал такви фотографии, вие раскинете или супруга или седно, ти ако се
да речеме, ако си емпатичен човек, кој што знаеш што е солидарност, знаеш што е морал, знаеш што е етика, ти не би го пратил тоа на други луѓе, доколку вие сте биле во некоја интимна врска. Така да според мене тоа се подразбира под превенција. Едноставно да им се дадат алатки на младите луѓе да знаат што значи односи со други луѓе во секоја можна смисла и што тоа значи денеска во добата на социјалните медиуми. Но тоа претпоставам треба да почне од раѓање на едно дете. Бидејќи и во градинките, и во прво, второ, трето, четврто оделение, секаде во тој процес кога се создава од раѓање, така? Младите родители треба да добијат алатки и вештини како да одгледат едно самосвесно дете. Но од кого да добијат? Од овие луѓе што ја формирале групата? Значи, треба да се организираат работилници за обука на родители. Јас учествував во едни такви работилници минатата година, каде што таа група родители навистина се стекна со вештини и со алатки, беа одушевени какви промени за кратко време направија кај децата. Сакам да кажам дека не е тоа ништо многу, не е тоа не знам каква наука. Во некои општества, она што се работеше на тие работилници е секојдневие во однесувањето со децата. Меѓутоа, кај нас, без оглед дали зборуваме за традиционални вредности или не, ние сепак имаме доминантно организирани традиционални семејства на традиционален начин. Од друга страна, имаме неверојатен бум во технологијата и родителите не можат да ги следат промените. Имаме деца што веќе се родени со мобилни, со не знам што. И мислам дека тука тешко се снаоѓаат и родителите, тешко се снаоѓаат училиштата и ради тој раскорак меѓугенерацијски, не сум сегашна, сум многу возрасна. Мислам дека сега кој што е голем размакот меѓу генерациите, дека порано не бил толку заради тие некои поавторитарни вредности поставени, нели се знае што е црно, што е бело и така натаму. Сега некако имаме еден флуид на што е добро, што не е добро и така натаму, сива маса и родителите потешко се снаоѓаат. Затоа сметам дека треба институциите да работат на конкретните случаи, да се даде поддршка на евентуални жртви во сите вакви ситуации, меѓутоа превенцијата треба да почне и системски да се работи. Вие во училиштата треба да имате кадар што нема предрасуди и не прави родова дискриминација. Меѓутоа, тоа не е така. Доминантно зборувам, има исклучоци. За жал, ние гледаме ситуации во сите институции. Само ентузијазмот ги вади некои моменти нели во работата, па и во училиштата, и во здравството, и секаде. Значи, треба да се направи еден широк блок и да се види што е во најдобар интерес на децата. Тоа е најтешко, меѓутоа е нешто што ќе вроди понатаму со плод. Секогаш ќе има вакви предизвици, меѓутоа ќе бидат спорадични и нема да бидат вака масовни. Добро, благодарам. Да го чуеме и лоцираме проблемот, сакам директно и во комуникација со средношколците. Да. Само една кратка реченица. Повелете. Нели треба да го имаме во предвид и онај нов европски тренд на пуштањето на традиционалното семејство и редефинирањето на родителите. Значи, кога зборуваме за родител 1 и родител 2, кога викаме, го напуштаме концептот на татко и мајка. Извинете. Добро. Само како една од индициите. Напуштање за треко. Јас би сакала една мала дигресија до професорката. Во ваше време, зборам во вашите рани 20-30 години, дали постоеле такви работилници за кои што зборувате, каде што ќе се обучуваат родителите за тоа како да ги воспитаат децата? Да бидеме реални, во тие периоди немале такви работилници и луѓето го правеле тоа едноставно водејќи се според личните убедувања за тоа како треба да го воспитаат своето дете. За жал, во ова општество каде што имаме недоволно развиено истражувачко новинарство, каде што имаме недоволна сексуална
сексуална едукација и образование кој што им е навистина потребно на децата, дали на наша возраст или на помали, особено ние 12-13 години, како што напомена госпогицата Димитрова, дека од тогаш се започнуваат нели тие промени кои што настануваат кај децата. Сметам дека во овие моменти, како што кажавме, имаме момент каде што може да се случи самоубиство. Освен што може да се случи самоубиство, не сум за страната на ниту една страна, ниту од страната на оние момчиња кои што биле во групата и кои што, да бидеме реални, тоа се момчиња претежно од 18, 19 до 20 години, кои што за жал се подложни на ово општество, да не може да си најдат девојка со нели критериуми според нив, бидејќи ова е изопачено општество, да бидеме реални. И се задоволуваат со оној мал материјал кој што го гледаат. Од тука сметам дека не можеме да ги наречеме предатори, а за девојките кои што велиме дека нели не дај Боже може да заврши онака како што и веќе предвидовме, тоа може да се случи од машката страна. Може да се случи притисок во тоа момче кој што случајно се нашла во таа група, подложно врз од влијанието на своите другари, види го ова, вака треба да правиме, така треба да правиме, под притисок на неговите родители може и тоа исто да го направи, тоа исто така треба да го гледаме. Исто така не сметам дека има родово насилство, затоа што од блиски извори дознав дека има група која што не е туку актуелна и нема туку голем број на членови, каде што членуваат женски припаднички и споделуваат фотографии од машкиот пол. Што ќе кажеме сега на ова? Ќе ги обвиниме тогаш повторно машките? Мислам дека не треба да ги делиме и не треба премногу да одиме кон оној феминистички поглед. Девојките се секогаш угнетувани, девојките се секогаш, не знам, оние кои што страдаат. Девојките во оваа ситуација, во сликите сликите на девојки кои што се наоѓаат во таа група, сметам дека девојките немаат доволно развиена свест, не ги познаваат социјалните мрежи. Она што го кажавме, дека еднаш кога ќе ја пуштиш таа слика во мрежата, толку е, веќе немаш контрола врз неја. Според мене сметам дека нема доволна развиеност во однос на тоа со социјалните мрежи и мислам, не би сакала никого да навредам, но нивните морални гледишта и етички норми врз кои што се заснова нивниот карактер се навистина премногу на незадоволително ниво. А оние девојки кои што ги имаат или нормално праќано своите фотографии кон момци со кои што партнери нивни кои што биле подолго време и со кои што имали интимна врска, повторно ќе се запрашам за нивните сваќања во однос на животот. И пред 30 години немало социјални мрежи на кои што сте споделувале моите родители, баби, дедовци фотографии, па постоела таа интимна љубов или интимна блискост помеѓу партнерите. Толку. 30 години со така жените немале право на имот по светот, па не се навраќаме на тоа време како позитивен пример. Точно, јас би се навратила на тоа, бидејќи сметам дека тие параметри, тие вредности кои што ги имале, треба горе-долу барем малку да ги имплементираме во денешницава, затоа што во овој неред и апатија ние се изгубивме, да бидеме реални. Не, сосема си во право дека се изгубивме, сосема си во право, иако тој контекст во тоа време сосема различен. И сосема различно се функционираше. Ако сега кажувам дека е доминантно традиционалното семејство, во тој период беше доминантно патриархалното семејство. И кога се од една страна, тоа е парадоксот. Од една страна се прејасно дефинирани улогите, се знае жената е за шпоретот, таткото носи работи и така натаму, носи пари. И кога точно знаеш колку ти е просторот и каде се движиш, се добива еден впечаток на посмиреност, на дека се поворед. Сега се погубивме малце, бидејќи нити успеавме да создадеме егалитарни семејства, каде што еднакво се распределени улогите. Од друга страна, имаме потреба, бидејќи тоа е тренд, а се случува кај нас родова дискриминација, се случува и преку образованието. Вие гледајте учебници, каде што една слика прво семејството. Значи, вие имате семејство, мама, тато и 2 деца. Мислам, од мали нозе веќе децата се научуваат што е во наводници нормално. Ме сваќа што сакам да кажам, да. Така да овој контекст и тој контекст не можеме да ги споредиме, али да, дека можеме да работиме на тоа, можеме. Зошто ги спомнав обуки за родители? Од родителството се учи. Тоа не е вродено. Карактерот се создава. Како дошло да тоа дете не размисли да пушти фотографија од партнерка или од било што дечко, што и да е, да не помисли дека ќе повреди,
дека значи тоа е проблем. За мене е проблем и на тој дечко. И јас пак го лоцирам во некомпетентноста на се околу нашите деца. Значи, во круг се вртиме, меѓутоа мораме да почнеме од рана возраст. Мораме да почнеме. Вие имате, значи, од услови, од се. Може би изгледа дека не се допира јавна соба со 40 деца во градинка во група. Меѓутоа се има врска. Значи, кога вие ќе изградите едно дете кое ќе се сака себе си, затоа што го бива, кој ќе може да се реализира преку она што го прави, каде што успехот не е поставен од некого, туку успехот е негов, колку он може и да биде задоволен од тоа. Нема да има потреба да се докажува на некој друг начин. Овдека имаме физички експлицитни фотографии. Физичкиот изглед станува приоритет. Погледнете, млади девојки ставаат ботокс, ставаат силикон, непотребно. Значи да се сакаат себе си. Како ќе ги научиме да се сакаат себе си, да имаат самодоверба, да имаат самопочит, да чувствуваат сигурност, да се чувствуваат безбедни и да знаат кому ќе дадат доверба. Ма тоа повторно потекнува од семејството, од самиот почеток, од доаѓањето на детето на овој свет, потекнува од тоа, доколку дома не научат нас родителите дека треба да се сакаш пред се себе си, онаков каков што си, дека не е потребно да постираш експлицитни фотографии и дека треба да го цениш својот интелект кога ќе се продаваш на пазарот во општеството, зборам дали интелектуално, работно и слично. Доколку они прво тоа не ни го посочат во градинка, верувате дека многу помалки биде. Значи, зборам за се, она градинка ми отиде затоа што 40 деца во група, а родителот притиска и неговото да биде примено. И сега му кажува 40 деца, ама ако нека биде 41. Значи, не му е важно. Тоа е се системска поставеност. Така, она што ми е поентата, родителите и на овие девојчиња направиле се што можеле и што умееле во интерес на своите деца. Меѓутоа толку знаеле. Значи, треба да се научат, да им се даде поддршка. Значи, нема родител што работи против своето дете, сем во некој патолошки случај. Значи, треба да им дадеме поддршка на родителите и на родителството. А зошто ја акцент ставам на родителите? Затоа што сметам дека се тие најзаинтересирани во еден ваков распад на вредносен систем. Мислам дека кај нив ќе извадиме највеќе капацитет, затоа што они имаат најголем интерес да направат самосвесни деца. А дали често пати сте свесни дека под притисок на бурното време кое што е со обврски, влијанија, слично работни обврски, така натаму, родителите често пати ги занемаруваат своите деца? Апсолутно. Не само што ги занемаруваат. Ние, за жал, во училиште работам и работиме доста и со, поготово по малите деца, по големите се подискретни. Имаме и физичко насилство, многу често, од страна на родител. Има родители што и си кажуваат. Тоа е па воспитна една, морам да му дам. Значи, тоа се модели на однесување кои што они ги научиле од своите семејства и така натаму. Треба да се соочат, да видат што е, какви последици, какви бенефити, што понатаму. Лесно е да одгледаш едно мало послушно дете. Удри го кајшот, ќе биде послушно. Меѓутоа, кога ќе дојде на 12-13 години, кога ќе дојде во оној период на негативизам, кога ќе сака да го руши авторитетот, ќе го руши на најнефункционален начин. Значи... Земате ли опредни вие социјалните услови во кои што ние живееме, живеат семејствата, одгледуваат деца, и дали изнајдовме, како систем, дали изнајдовме механизми, трендовски, да го замениме патриархалното семејство со она што се викат нови текови во системот. Дали тука успеавме да направиме во било каде, тоа не е механичка, било каква реформа. Ама не е механичка работа, не можеме тоа. Знаете зашто ова го поставив? 90-тите години, морам ова да го спомнам, 90-тите години во нашите кругови, особено во делот на полициските кругови и во делот на образованието, енормно силно дебатиравме околу развојот на наркоманијата и порастот на бројот на уживатели на опојни дроги. Сме воделе дебати, ова не е ништо. Но, за жал, и тогаш ја изгубивме битката. Јас ви тврдам дека ја изгубивме битката затоа што бројот на уживатели на опојни дроги од ден на ден се повеќе и повеќе ни растеше, за да денеска стани еден од феномените за предизвикување на сите овие негативни состојби. Јас
отворено овде ќе кажам и ќе стојам за тој податок, минимум 30 до 40% од овие фотографии се од таа популација. Значи, од делот на... Може да тврдите нешто такво без Не, статистика? тврдам затоа што имав можност овие 2-3 дена да ги прочитам коментарите кои што одат под тие фотографии. Па што све им се нуди за замена, што све се коментират и какви вулгарности се употребуваат во тие коментари. Добро, мислам дека ова се веќе спекулации. Не се шпекулации, јас ви кажувам дека кога тогаш ја изгубивме битката, во делот на ова што го спомнав 90-тите години, јас ви тврдам дека во оваа замена, затоа преđe се уфрлив кога реков напуштање на традиционалното семејство. Факт е дека ние Добро, треба да благодарам. напуштаме. Змјанац, Сакам да се надовазам, но изгубивме битката, но не сме да изгубиме битката на одговорно и позитивно родителство. Тоа да. Дали се тоа семејни, традиционални, било какви Тука се етички, согласувам. морални, обществени вредности, Се тоа е друго согласувам, прашање. така е. Одговорен родител е кога точно му посветува квалитетно посветено време на своето дете, остварува комуникација, го сака, такво какво што е, го прифаќа со неговата специфичност и индивидуалност, го охрабрува и му е поддршка. Тука се согласувам. Тоа не спорно. И само во такви услови има многу поголеми шанси родителот да биде коректор, консултант, советник, а не да го казнува или пак да го санкционира. Затоа што детето има потреба од поддршка. Ако не му посветиш внимание на детето од страна на најблиските и родителите и не го добие соодветниот третман во училиште или таму каде што учи, тогаш тој ќе бара внимание на друго место. каква Социјалните поддршка ќе мрежи добијат се сега овие опасно. жртви на овој криминал што сега се случува? Каква поддршка од општеството ќе добијат, од институциите? Тоа го кажав на вас? почетокот, дека има потреба да се постапува со деца во жртви и дека превенцијата од сајбер насилство и родобазирано насилство и сензибилизирање на тие кои работат со нив е многу клучно за да немаме дополнителна стигма и виктимизација. Значи тоа е многу чувствително прашање, дали тука центрите социјална работа, дали стручните служби во училиштата, дали со едукација на родителите како да постапуваат со децата, навистина е многу би рекол предизвик и одговорно од сите. Значи децата не смеа да бидат сега во овој момент препуштени сами на себе. Ако веќе биле препуштени околу само заштита и регулација, како да се само како ќе заштита биде од во сајбер нивните насилство, средини? сега кога веќе се жртви, Кога зборувавме треба со дополнително да се средношколците, тие ни ангажираме. рекоа дека знаат одредени примери. Еве, може ли да ми кажете како комуницирате вие со дел од тие луѓе со кои што имаат таков пример негативен во ова? Повелете. Да. Најпрво, добро вечер, Да. немав шанса до сега. Јас сум Клара Митевска, сум ученик од втора година во Јахија Кемал во приватното училиште. Има случка, мислам, другарка лично блиска, вчера ми се обрати и ми кажа дека била навредена најпрво лично, дека наводно испратила слика од себе си лично во групата, нели, јавна соба што е моментално актуелна, иако она навистина не го направила тоа. Имам исто прашање до вас. Што мислите лично, како би се подигнала самосвеста кај младите, односно, еве, во случајов кај девојчињата, кој би бил главниот фактор кај девојчињата да, нели, еве, од една страна да престанат да прават вакви работи и да излегуваат вакви проблеми и понатаму, кои што верувам дека би имале некаква шанса, бар повисоките органи на држава да ги решат? Значи, јас мислам, веќе зборував на оваа тема, ама бидејќи кажуваме некои ствари по повеќе пати, мислам дека е многу важно да се разбере дека нема да престанат луѓето да прават нудс. Мислам, едноставно 2020 година е многу голем дел од комуникацијата на младите се случува онлайн, голем дел од комуникацијата на младите е секстинг, вие би требало веројатно тоа да го знаете, и не можеш ти како возрастен човек да му се поставиш на млад човек со некој авторитет дека твојата вредност од твоето време кога не постоеле социјални медиуми е правилна и дека тоа што тие го прават е неправилно.
туку треба едноставно треба сеопфатно сексуално образование. Не знам дали веќе го кажав ова, ама еве вака Јас по... го кажа. Да, мислам Прикладно ова за детската се возраст. зборува секој ден, да, мислам треба да се почне од основно образование, потоа во средно, има методи и модули за како тоа на секоја возраст од развојот на детето и потоа на тинејџерот соодветно се прави. Сеопфатното сексуално образование баш заради тоа се нарекува сеопфатно, бидејќи не се фокусира само на репродуктивни органи и слично, туку на целокупниот емотивен и сексуален развој на младите. И преку сеопфатното сексуално образование, што веќе е докажано во поразвиени земји кои што го користат како модел, се развива некои по-здрави механизми, методи со кои што младите потоа комуницираат. Родово сензитивно е сеопфатното сексуално образование, се зборува за различни типови на семејства, различни типови на врски, затоа што многу од младите се чувствуваат дискриминирани баш заради тоа што не постои сеопфатно сексуално образование и не се доживуваат себе си, им само едноставно се маргинализирани како дома, така и во училиштето. Така што не може да се прави оваа дебата без да се стави фокус дека не мрдаме никаде без сеопфатно сексуално образование. Како прва точка, а како втора точка, јас би кажала дека до некаде сме во ваква ситуација, можеби и заради тоа инсистирање и крстање во традиционалните вредности и семејните вредности. Мислам, може да дебатираме што се семејни вредности. Семејна вредност во Македонија може за еден да значи едно, за друг да значи друго. За мене значи стапката на родово базирано насилство во семејствата. Страшно е, проверете. Тоа е семејна вредност. Семејна вредност е жената да готви, мажот да седи на фотелја како сликата во учебникот. Значи, ние традиционално сме научени дека жената е подчинета на мажот и затоа мене коментарите во оваа група воопшто не ме изненадуваат, но ме изненадува што голем дел од младите луѓе ја ставаат вината кај девојките кои што се единствено жртви во оваа ситуација. Благодарам. Повелете. Добро вечер, јас сум Бојана Бурчевска, втора година средна во приватното училиште Јахја Кемал и ме интересира што мислите за фактот дека многу деца, мислам, јас познавам многу луѓе кои што се влезени во таа група, меѓутоа тие тврдат дека не споделуваат никакви фотографии, како не прават ништо во групата конкретно, но едноставно како ја наблюдуваат целата ситуација, но сепак се влезени во таа група, значи сепак според мене се дел од проблемот. Што мислите вие за ова? Како дали според вас тие на некој начин придонесуваат за тој проблем да се развива? Знаеш, ако знаеш дека се случува некакво зло дело и не кажуваш ништо во врска со тоа, си соучесник. На Медуза добивме многу пораки од жени анонимни или некои што ги познаваме, дека имаат колеги и слично кои што се дел од вакви групи, не знаат што да прават, не прашува дали може да ги пријавиме во полиција, ниф им ова се заебанција и така натака. Во овој момент и морален суд е нешто што ние како граѓани и граѓанки треба да го правиме. Ако знаеме некој што е член на таква група, кој што се смејува со, да речеме, лошата судбина во моментов на некоја девојка или на жена, кажете му дека тоа не е во ред, кажете му дека е кретен, кажете му дека има милијарда порно сајтови што може да ги отвори во било која секунда во денот и во ноќта. Кажете му дека можеби има ќерка која што ќе биде жртва на нешто вакво. Кажете му дека е неприфатливо тоа што се случува и дека докаде што е можно ќе има одговорност кривична. Извинете што сум многу драматична. Имам уште едно прашање. Според вас, кои се долгорочните решенија за овој проблем? Значи не зборувам само за да се затвори еднава група, затоа што како што кажавте вие после тоа ќе се отворат многу повеќе групи. Кои се долгорочните решенија за да не се отвараат никакви вакви групи каде што ќе се злоупотребуваат експлицитни фотографии од малолетни деца? Да, благодарам. За ова веќе зборувавме цела емисија, но може со еден сублимат еве змјанац. Ајде. Дека не има. Јас мислам на почетокот кажав, треба едукација од најрана возраст за саморегулација, заштита, превенција од можна злоупотреба на приватност преку социјалните мрежи, сензибилизирање и на просветниот кадар и на родителите и на општествената заедница и тоа што го кажа Калија, заедно се возевме со Калија, треба секој еден кој е дел од ваква мрежа или група е соучесник и тој треба да пријави, има обврска да пријави. А што ако некој друг вметнал тамо? Без негово знаење, без негова согласност? Без разлика, ако е член во групата, тој треба да пријави. Ние треба да се научиме да реагираме, не да бидеме соучесници во родово базирано насилство и сајбербулинг. Извинете.
Треба да бидеме активни чинители во промените. И треба младите да ги охрабриме да го прават тоа. Освен ако не ќе да пријава затоа што не верува дека институциите на системот ќе постапат соодветно. Јас го разбирам тоа. Тоа го имаме и ние на нашиот СОС проблем. Имаме многу голем проблем да ја задржиме анонимноста на дојавувачот, затоа што институциите бараат кој дојавил, па дали е лажна дојавата, не постапуваат по анонимна дојава, бидејќи не сакаат да излезат на терен и да проверат реално што се случува. Значи имаме нефункционални системи, затоа се ова ни се случува. Мислам затоа, ова е само рефлексија на тоа што ни се случува. И тука верувам дека освен да се самоорганизираат низ некои форми, каде што евентуално со поддршка на родителите ќе можат да направат и пријава, не знам, пријава не мора да ја прави секогаш и дете, може да ја направи неговиот родител. Мислам дека има до сега една пријава од малолетна жртва која што пријавила заедно со своите родители. За мене е од особена важност и за тоа стварно пробувам таа порака да ја пратам за целата оваа емисија. Не може да очекуваме дека жртвите ќе пријавуваат се додека има наратив дека тие се самите не може криви. Другарче, Тоа е класична двојна виктимизација. Жртвите од родово базирано насилство не пријавуваат, жртвите од силување не пријавуваат, сега и жртвите од сајбербулинг не пријавуваат, затоа што јавноста им кажува вие сте криви зашто ова ви се случило. И тоа се случува од кога избив овој скандал денес. Судир едногенерацијски, второ имаме концепцијски судир во системот. Кога викам концепцијски судир, имаме судир каде што на една страна самата држава повикуваат на демографски развој, а на друга страна имаме една ситуација во која што генерално зборуваме за напуштање на традиционалното семејство, неформирање на бракови и така натака и така натака. Значи, тоа се два концепцијски природи кои што сами по себе еден на друг се опозиција. Сакале ние тоа да го признаеме или не сакаме ние тоа да го признаеме? Ама тука има еден момент многу важен. Треба да се сензибилизира децата што е сајбер насилство, освен превенцијата и самозаштитата, и треба да пријавуваат, да имаме активни чинители, да немаме наблюдувачи. Значи и при физичко насилство и при било кое друго насилство имаме една публика која го гледа и не реагира. Значи, треба да се помогне кога има жртва. Значи, тие што се околу жртвата, да не очекуваме дека жртвата секој сама е таа која треба да го пријави настанот. Ние на стартот тоа го констатиравме. Па кажавте дека имаме несоодветна законска регулатива, несоодветно нефункционалност на институции и така натака. Во делот на образование немаме соодветни наставни програми, Во која наставна програма не? Значи, имаме еден куп проблеми како систем. Повелете, тоа се системски да проблеми. ги вклучиме, извине. ве молам, пошто уште малку минути имаме. Сакам превин да направам една мала сумација на сето тоа што се дешаваше во дебатата и да потенцирам, мислам, главните работи што мислам дека моите соговорници и соученици да се согласат со ситуацијава. Дека ради години наназад терање на тоа традиционално семејство, имање жена што е подчинета под маж, нефункционални државни органи, неточна едукација, невоведување на позитивен машки идеал и позитивен женски идеал, неучење на самите жени да се ценат лично и дури мажите да се свесни на што прават они, да се свесни дека кога жените ќе им пратат слики дека тие им доверуваат дел од себе што и до ден денес се смета дека е многу интимен, дури ако е 2020, дури ако е современ век, треба да се смета дури и на најголем степен. Што ќе се понатаму системските постапки на државата, на сите што се на власта, како постари, како помлади, како сите што ќе живееме, што ќе ги држиме, што ќе ги директно ќе ги осетиме последиците на ова. Како може државата, мене, тебе, сите на масава, сите тука во собава да ни одржи некаков вид на приватност и како може понатамошно ние со многу голема веројатност да немаме ваков случај.
Ја не би имал што да додадам или одземам тука. Добра поинта е. Значи Само може заштита на кратко да приватноста прокоментирате. и заштита на детето жртва се заштитени со Конвенцијата за правата на детето, дури таа е поголем инструмент од било кој закон. Ако Македонија ја ратификувала конвенцијата, тогаш треба да ја спроведува во пракса и твојата порака е многу јасна. Значи, не декларативно да се носат само закони или да се ратификуваат конвенции, туку да се спроведуваат во пракса. Сакам мене државата, бидејќи Да ти работи во гарантира. многу елементарен прост концепт. Јас како личност давам дел од мојата приватност за да државата може на мене да ми каже еј ти си безбедна од овие ствари. Зошто тогаш овие млади имаат директни постапки имаат директни последици од сето во ова? Како државата има пропадната во цело овој концепт и мислам дека според мене треба сосемно редефинирање на што е традиционално семејство, што е концептот на приватност и со сите овие нови феномени кои што се генерацијски одбивани, како ние сега ќе се справиме? Бидејќи ние имаме на модел како што посочивте вие, нефункционален закон. Како тоа ќе се реши? Кога ние сме во Македонија полна со корупција. Само со нова, јас затоа на почетокот кажав, од криминолошки аспект кажав дека ние имаме лош концепт, каде што наместо да ја штитиме жртвата со закон од криминалот, ние се обидуваме да го штитиме, да ги штитиме сторителите на кривичните дела. На почетокот го кажав. Значи, јас се согласувам со вас дека треба да создадиме еден нов концепт на законодавство во сите пори, вклучително и во делот на образованието. Но и мислам дека Во сите пори, кога зборувам, значи зборувам за Чевски ве молам да изслушаме. се согласувам дека вие имате, како што приметив, желба да го направите тоа. Но полесно е кажано од колку е направено, како што гледате дека и младите како Калија и сите нови млади медиуми се трудат на тоа, но сепак ќе влезе она стара пререка што имаме, ти си млад, ти немаш искуство, седи, остај ги постарите да го решат проблемот. Јас мислам дека ова сосема треба да се испрли, бидејќи јас ќе ги осеќам вашите ефекти. Зошто јас да немам еднакво право во глас, во колективноста, како што вие сте ми ја ветиле? Зошто јас да се осеќам заробена од систем што работи против мене, не да ме поддигне мене како индивид? Затоа што некој јуки на јавните дебати. Разбирате? Не, ова е само еден обичен, еден најмал сегмент. Знаете на времето какви јавни дебати се случува во делот на образованието, во делот на местото на живење, во делот таму се расправа и таму се расчистува со проблемите. Значи јавните дебати дава еден одреден резултат. Точно во оваа насока каде што викаме промена на Зошто тогаш не се направени нови јавни дебати? Знаете, затоа рековме, затоа констатиравме дека ние имаме системски проблем каде што системскиот проблем не е само во не дозволете, ние и во законодавно. Завршниот коментар од Николовска ве молам. Одушевена сум. Надеж ми давате, затоа што приубави и пораки дадовте, и размислувања, и сето тоа, и навистина. Треба да бидете многу поактивно вклучени во сите промени што треба да се Сме вклучени. Не сте доволно вклучени, многу малку сте вклучени и преку училиштата и на зашто тогаш јавни... владата не ми даде еднаква можност да сум вклучена како 17 годишна личност во законот, морам да сум оставена сама да си ги барам тие места за вклучување. Зошто мене владата директно не ми каже, слушај, вака и вака, меѓу ова и ова, меѓу трето, четврто и пето, јас ќе имам директно влијание на општеството кој што го градиме еден за друг. Бидејќи ова е, мене, као што кажав на почетокот, мене не ме изненадува ова. Ова е само еден огромен ефект што го гледаме ние од години наназад, корупција, манипулација, мешање на системот за наша положба, за само да може да кажат тие што се во владата и дека имале повеќе пари. Не е само тоа, има многу повеќе. Да, можеме да... Школската заедница, тамо нели имате вие млади на една училишна заедница на ниво на... Јас сум приклучена во Младински образовен форум како дебатерка и веќе одам таму 4 години и тоа ми беше мојата медија на... Вашата порака треба да ја слушнат вашата генерација и да се вклучат точно од тие дебати, Ама веќе е слушната, но вие не сте ни дале доволна можност за да ние го докажеме тоа. Нашиот глас не е слушнат. Ако не е слушнат,
вашиот глас тогаш пак се поставуваат прашањето системски дали институциите тоа што сами го формирале, Ама како затоа што личност има што сте работеле, со законот како за образование нели се предвидени тие училишни заедници и така натаму. Морам да се надоврзам добро што кажа дека од МОС, Но, значи може само да го довршам коментарот секако. ве молам? Но како личност што напоменавте дека сте работеле во владини институции, зошто тогаш вашите ефекти мене повеќе ми одат на негативно отколку позитивно? Видете, тоа се системски проблеми кои Но што не можете години вие да назад. го кривите системот кога вие сте и дел од системот. Ама јас сум бил, јас не го оспорувам тоа, Но вие зборите во многу не трето- случајно реков, не случајно се вратив до 90-тите години. Значи Да, кога бидејќи вие сте биле дел од тие години, исто така. дефинитивно се почна тогаш ја почнав мојата кариера. Дефинитивно тогаш се почна да се создават генезата на проблемот. Но зошто кога сте почнале кариера во тогаш било што? Во тој период, затоа што тогаш јас сум имал 25 години. Значи да равчистиме некои работи, затоа ви кажав девојче. И јас сум бил еден од тие кои што го дигнале гласот исто како вас 80-тите години, средината на 80-тите, против укинување на вербалниот деликт. Господин Очадиковски, Но вербален деликт е многу 133 апсурден пример, што не тогаш може нас сега да се аплицира. Тогаш нас не судеа и за размислување. Знам. За мислење не судеа. Затоа реков дека сум еден од тие кои што го дигнале гласот. Но Да, но зашто генезата, тогаш- генезата на проблемот, девојче, да дојдеме до генезата на проблемот Но, се во извинувам. институционалниот распад на сите институции, не зборам само на Се извинувам, може само да- од 90-тите години нагоре. И генерално ние Зашто од година тогаш- во година тониме во Но зашто корупција, во тогаш, криминал и така но натаму. зашто тогаш истиот систем кој што сте го изградиле во 90-тите, кој што сте Видете, тоа е имале политичка завршени... определба, тоа е политичка определба во државата и изградена Не е дека политичка определба, туку е едноставно мислење за системски не, за системско правец напредување на нас не е само општеството тамо. што мислам дека сите треба да го имаме. Како може вие да градите систем што ќе знаете дека за 5 години ќе пропадне? Девојче, Како? дозволете, ние генерално, значи сме изградиле како држава генерална политичка самиот концепт на држава значи, е- јас се согласувам со вас дека не е добро, дека не е добро. Дека не е добро. Затоа што секогаш во политиката и во системот мора да има алтернативи. Но- ние сме но држава која се што викаме извинувам. немаме алтернатива. Викаме немаме алтернатива, таму и таму, Не е крај. поентата на алтернатива да се има во систем, туку јас сакав да го посочам фактот како вие како личност што сте биле дел од истиот систем, што сте биле дел од тогашните нели проблеми дека тогаш нели дискриминирале луѓе што не се согласувале со идеалот на државата. Како тогаш вие како личност што сте биле многу долго да разбереме сите дел од законодавниот процес, дел од Не, од извршната власт, само од извршната, Добро. во законодавната не се сте меша. биле Само во поголем, сте извршната. биле на поголем дел од што јас сум сега. Како може вие тогаш да го дозволите ова до сега да стигне? Девојче, вие сте сега на многу поголема позиција него јас што сум бил на вашата возраст. Тоа е првата работа. Јас се согласувам и ќе ви докажам со факти и со аргументи. Тоа е првата работа. Дека сега е послободно општеството? Да, многу е послободно за разлика од периодот кога јас сум бил на 17 години и кога сум се изградувал. Пазете, кога сум се изградувал како личност. Значи во многу полоша ситуација него што сте сега вие. Не, дозволете, тоа било систем. Тоа било систем на вредности, кој што така бил регулиран. И се што ќе излезело надвор од тој систем представувало проблем за санкционирање. Па и ова е сега И проблем за сега е проблем за санкционирање. санкционирање. Дозволете, затоа викаме. И ова што сега ние вечерва го дебатираме, значи е проблем кој што излегол надвор од системот, надвор од она што кажуваме дека е регулирано согласно закон и позитив, надвор од традиционалното семејство и од традициите кои што владеат во оваа држава. И сега се доведуваме во ситуација, значи првпат да отвориме една дебата каде што треба да Не е прв пат. Не, дозволете, каде што треба да ги искршиме, односно да ги отвориме вратите за една нова состојба во која што нова состојба нас не затекна. Значи ние Не се ми ги најдовме првите затекнати. дебати кои што се има стучено радио МОВ има екстензивно зборено, магазинот на Кали има зборено за ова и сите постари по временско, да речеме, напредни што постоеле од многу поназад, сите само вртеле празно око на нив. Не, девојче, дозволете. Јас не кажувам, значи ние на стартот на дебатава констатиравме дека оваа состојба за која што вечерва разговараме, тлејте 1 година и пол. Септември месец 2018.
почетното, може би и пред тоа. Не, и пред тоа имало групи. Може би и пред тоа имало. И пред тоа. Сега ја дебатираме отворено, значи дебатираме и други медиуми, портали пишувале, работеле и така натака, но гледајте што ни се случува. И тоа од провајдерот, што ни се случува? Ја исклучиле новинарката, која што истражуваат и која што пишуваат, лепејчи етикета на криминогено дека таа навлегуваат, односно работит на ширење на порнографски материјали. Па не баш, тоа е затоа што различните мрежи имаат различна политика на... Така беше кажано од новинарката, ме разбирате? Сега, значи се споредувам јас генерацијски со вас. А за разлика, не, дозволете, во тој период пак, за разлика од вас, јас сум бил премногу активен во тие младински организации, каде што сме изградувале. Мислам дека не можете истите примери да ги реплицирате од вас на мене. Генерално може да се каже дека се исти, нели? На 17 години, како што констатиравме сите претходно, дека од многу мала возраст дека мораме да почнеме да се едуцираме за овој проблем. Но ова е време каде што се што јас ке кажам, се што јас ке правам, дури и да е најмалото здраво на мојата најдобра другарка, ќе биде снимено. Се што и кога во овој случај ќе е пуштена слика како со експлицитен материјал, секогаш останува. Тоа во вашето општество не се случувало и мислам дека вие не можете вашите примери и вашите различни... Ме направивте дека имам 150 години. Дозволете. Не, дозволете. Јас 90-та година кога отпочна транзицијата, имав цели 29 години. Значи, кога отпочна транзицијата на системот, кога предовне од еден систем на општествено уредување во сосема нов систем. Но мене ми беше Добро, ама фактот е дека младите кои што живеат во социјалните медиуми имаат различни битки од вашите. Дозволете ве слушат. А не само сакам да кажам Не ми дека сега разбирате генерација има поентата, различни како битки. вие Имате еден куп прашања. Како вие дозволивте тој систем да преде во ова? Мене тоа ме интересува. Дозволете, точно тоа сакав да ви го кажам. Значи, таа реформа, односно таа системска промена, која што на нас ни беше наметната, значи ние не ја сакавме, ние не излеговме на референдум и да кажеме што сакаме и како сакаме, него тоа го добивне како една состојба дека воведуваме демократија и воведуваме човекови права и слободи, за кој што претходно имаше оценки дека во тој систем во одреден степен имаме нарушени човекови права и слободи, било да се тоа во делот на политиката, во делот на економијата. Дозволете, таа демократија и воведувањето и начинот на спроведување на транзицијата што излезе од оној предвиден колосек и отиде во една криминогена трансформација која што за жал 30 години, значи изборам од 90-та до денеска, за жал 30 години не дават никакви позитивни резултати во ниту една област, во која сакате област. Во која сакате област? Сакате економија, сакате социјала, сакате образование, сакате здравство, која сакате област? Сакате безбедност и она што вие самите викате, сакаме државата да ни гарантира безбедност. Видете, ние тогаш гарантиравме безбедност. Зошто? Тој систем гарантираше безбедност, но тој систем па беше од друга страна оценуван дека е режим. Точно тоа. Сега, кога ја воведовне демократијата и кога почнаа да ни се случуваат вакви асоцијални појави, како што е наркоманијата, која што јас ја спомнав, ме разбирате, која што си даде одредени негативни резултати, асоцијалните појави кои што сега ни се појавуваат во делот на она што од нас некој друг сега го побаруваат. Јас ви тврдам дека генерално, пошто испровоциравте и прашавте, ме направивте премногу стар, сега ќе ви кажам, сега некој друг ни наметнува состојба каде што треба да го напуштиме традиционалното семејство, па ни вика че регулирате состојба родител 1, родител 2. А при тоа ќе ја загрозиме демографијата. Јас ви тврдам дека ќе ја загрозиме демографијата, но ова е сосема друга тема. Надвор од ова за што сакаме да дебатираме. Тука некаде ќе се заблагодариме, да. Ќе ги пуштиме поентите на вечерашната емисија, мислам дека ќе ги видите и после тоа ако треба ќе се дополнете. Повелете поенти. Сметам дека треба институциите да работат на конкретните случаи, да се даде поддршка на евентуални жртви во сите вакви ситуации, меѓутоа превенцијата треба да почне и системски да се работи. Вие
во училиштата треба да имате кадар што нема предрасуди и не прави родова дискриминација. Законодавната власт, почнувајќи и тргнувајќи од начелото на превенција, значи мора ова сето да го изрегулират, да му посветит доволно внимание, каде што ќе побарат соодветни мислења и од образовниот систем и од сите надлежни институции кои што работат на оваа проблематика, се со цел да постигнеме поголема превенција и поголема заштита на децата од во делот на нивната злоупотреба, односно да не бидат жртви на криминалните групи. Сметам дека мора да некој да сноси одговорност, особено после, само од кога знаеме во каков размер е таа група. Сега више тука можеме да навлегуваме во тоа дека некои членови можеби биле додадени од некој друг човек, тие можеби не сакале да бидат дел од групата, мислам само прекомплицирано кога станува збор, особено за оваа група бидејќи на Телеграм. Меѓутоа, главниот администратор на таа страна и другите подадминистратори кои што имале конкретни ингеренции во таа група, кои што наводно нели ја почнале за општа забава и потоа се тоа прешло во нели семи порнографска група, но не го пријавиле тоа. Мислам дека мора да сносат одговорност. Само внимавајте вие, во вакви случаи девојчиња може живо да се одземат. Значи ова се многу проблематични девојчината тоа и на го посочи. 12-13 годишни девојчиња каде што нивни фотографии скомпрометирачки се објавуваат во социјални мрежи кои не може никој веќе да ги контролира. Еднаш поминати тие веќе се трајно во запис, градени на интернет мрежата. Да, ја ви благодарам на сите дискутанти што бевте на вечерашната емисија. И може на кратко видејќи само 10 секунди. 10, точно. Активни млади. Значи тоа што очекувам и треба да се случи, низ разни форми на активни младинско учество да се слушате детскиот глас силно. И тоа е многу важно. Низ промени, форуми, дебати, други организирани форми на действување. Само така може да се случи промена во општеството, зависи многу од вас. Ако ве попречува некој, подршка ви е Детска амбасада Мигеши. 10 секунди. Исто многу кратко, мала корекција, Медуза не е невладина организација, туку неформална група. Аз сум тука исто така од Хелсиншкиот комитет за човекови права и сакам да кажам дека мојата поента е дека мора да им дадеме и во овој момент да им бидеме подршка на жртвите, а исто така дека институциите треба ова со да се произнесат јавно, дека го осудуваат тоа што се случуваше во групата и дека се на целосно располагање на жртвите, особено Министерството за труд и социјала. Благодарам и на вас и особена благодарност до средношколците од неколку средни училишта кои што вечерва беа во студиото. Почитувани гледачи, останете понатаму со програмата на телевизија 24, следуваат вести.